Се уште трае мистеријата кој и зошто свире погуби матичниот лекар пред поликлиниката Железара. Од основното јавно обвинителство нема детали за истрагата. Грозоморното убиство предизвика силна вознемиреност и паника кај белите мантили. Лекарската комора и матичните доктори бараат итна разрешница на случајот, но и измени во кривичниот законник за поголема заштита на медицинскиот персонал. Велат дека се потребни законски измени за докторска дејност со кои точно ќе се дефинираат условите, правата и должностите на лекарите. Ние со години наназад повикуваме да здравствените работници, конкретно лекарска комора за доктори, но секако за здравствени работници, да бидат безбедни кога ќе дојдат на работа. Никој не може да работи спокојно ако му е страв да се наредниот пациент кој ќе влезе дека ќе го навредува се што може да доживее. Уопште не е пријатно. Само да стои на закон дека ние сме службени лица, гледаме дека сето тоа не врши никаква функција. Мора секој здравствен работник, дали е тоа сестра медицинска, дали е тоа доктор, хирург за примарно, секундарно, терциерно здравство, ние за сите колеги сметаме дека оваков чин не треба да се повтори. Министерот за здравство Демири кажа дека го оправдува револтот на докторите и уверува дека ќе се залага за посилна безбедност во здравствените установи, но не кажа конкретно кога и што ќе преземе. Може многу лесно да се реши. Во клинички центар има полициска станица која пружа безбедност на медицинскиот персонал. Тоа треба да се анализира и да се применува во секоја јавна здравствена институција. Матичните лекари денеска од 12 до 16 часот ги затвори амбулантите во знак на револт, откако во петокот нивни колега, доктор, беше пронајден мртов со убодни рани на паркингот пред поликлиниката Железара. Според пријавеното во полиција, лекарот го нашле неговите синови, кои почнале да го бараат откако не се вратил дома од работа.